Какви се очекувањата од предстојните локални избори, на чија поддршка се надева? Може ли да се обезбеди рамномерна распределба на инфраструктурните инвестиции? Како да се намали сообраќајниот метеж и да се обезбедат нови паркинг места и гаражи? Дали Куманово може да обезбеди инклузивност и еднаков пристап за сите? Ова се само дел од темите на кои вечерва во емисијата Став разговараме со Мартин Костовски, кандидат за градоначалник на општина Куманово од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата. Јас очекувам поддршка буквално од секој еден кумановец и кумановка. Небитно дали сме различни по партиска основа, по верска основа, барам поддршка од мојата матична партија, од дел од ВМРО ДПМН, од дел од Знам, од дел од Независната, од дел од Левица, барам поддршка, очекувам поддршка, се надевам на поддршка од многу македонци, од многу албанци, од многу турци, роми, власи, срби, од Дуи, од Влен, од сите. Сепак локалните избори се еден модел каде што вршиме персонификација на име и презиме и бираме менаџер. Ние можеби во некои наредни кампањи, наредни времења ќе се конфронтираме по многу основи како што е идеолошка основа, принципи, начини на позиционирање и градење на програми или политички решенија. Меѓутоа, локални избори се избори каде што се бира лик, име и презиме, односно татко и менаџер на градот. Јас се нафаќам да бидам менаџер на градот, еднаков и рамноправен спрема сите нации, народи, бизнис сектор, невладини организации, здруженија, спрема сите граѓани. Само така Куманово може да оди напред. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН вчера одбележа 35 години од постоењето во Куманово. Носевме тешки одлуки, правилни одлуки и докажавме дека сме организација во секоја смисла на зборот. Затоа денеска сме најсилна организација, кажа Боба Николовски, председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Во големата сала на Центарот за култура пред присутните се обрати и носителот на листата на кандидати за советници на предстојните локални избори, Владимир Михајловски. На 35-тиот роден ден на Општинскиот комитет во Куманово присуствуваше и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Денес сме ова, затоа што имаме поддршката од председателот Христијан Мицкоски и неговиот тим за континуитет. Повторувам, до перпетуитет. Но и поради тоа што нашата желба за успех беше и е поголема од стравот од неуспехот. Ова состојба, кондиција и функционалност во која се наоѓаме денес како општински комитет е резултат од мудри и кротки политики на нашето централно раководство. Поддршката што имаме во континуитет од сите знајни и незнајни поддржувачи на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово. Затоа, браќи и сестри, ВМРО-вки и ВМРО-вци, капа доле за се што дадовте од себе, за вашиот труд, блог, желба, жртва, па и за секоја сълза таена во поразите и победите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово, на Кумановското ВМРО ДПМН. Носевме тешки одлуки. И кога сме кај одлуките, кажав пред малку дека со мудри политики стигнавме до тука. На секоја отлука, не секоја отлука, драги луѓе, се носи лесна. Но секоја отлука е правилна и вистинска во своето време, ако тоа времето подоцна го докаже. А кај нас, во Куманово, се докажа дека одлуките што ги носиме и имплементираме се правилни во тој момент и има зашто се носат како такви. Добро е, што ние како Општински комитет сме организација во секоја смисла на зборот. И канализирано ги почитуваме и подржуваме и спроведуваме партиските одлуки. Со сета почит спрема сите, но работите во Куманово стојат вака. Само една е победничка и само една може да биде победничка, а тоа е ова, нашата листа на ВМРО ДПМН. На 19 вечерта епитетот победничка листа ќе може да го носи само една, а тоа е ова,
ВМРО-вската, нашата победничка листа под реден број 9. Да ја поддржиме масовна, силна, јака, како никогаш досега. Да го поддржиме актуелниот градоначалник и да го направиме предпоследниот чекор до целосно преземање на општината Куманово. И покрај овие тешки времиња, ни сите овие минати години, со задоволство велам дека сето тоа е минато. Народот ја препознава честноста, ја препознава искреноста и ја препознава љубовта кон Македонија, која сите ние овдека ја делиме. Сега со гордост можам да кажам дека ВМРО ДКМНЕ има тим и има лидер кој конечно ја врати довербата, ја врати надежта и ја врати контролата на државата во раците на народот, а представувани од честни, доблесни и достојни политичари. Ние конечно покажавме дека знаеме, покажавме дека можеме и сакаме општото добро да биде приоритет за сите нас. Затоа што само тогаш, кога работиме за општото добро, само тогаш се може да биде во нашиот интерес. Затоа мора да знаем, ВМРО ДКМНЕ не е само партија. ВМРО е идеја, ВМРО е вера во Македонија, во честноста, во народа, во трудот и во правда. ВМРО е коренот, традицијата, сегашноста, но и иднината на Македонија. Да си ја чуваме традицијата и да си ја љубиме татковината. По повод меѓународниот ден на Билиот стап, денеска пресконференција на градскиот плоштад одржа Христијан Ѓорѓевиќ, магистар по правни науки и кандидат за советник од Движењето Знам за наша Македонија. Во нашата програма активностите за лицата со попреченост се многу значени, па затоа и како советник се залагам за попристапно и поинклузивно општество, истакна Ѓорѓевиќ. Белиот стап не е само символ на слепилото и оштетениот вид, тој е символ на еднаквоста и самостојниот живот. Како лице со оштетен вид, секојдневно се соочувам со различни предизвици, кои за некого се едноставни, како премин на улица, читање на документи и движење низ градот. Но секогаш избирам да не се откажам, затоа што животот ми покажа, кога имаш волја и верба, се може да се успее. И како советник ќе се залагам за попристапно и поинклузивно општество. Благодарен сум што денеска можам да стојам тука пред вас, но не за да зборувам што не можам, туку за сите што можеме да направиме заедно. Можеме да создадеме средина каде што децата со попреченост ќе имаат ист старт, каде лицата со оштетен вид нема да се гледаат низ призмата на ограничување, туку ќе се гледаат низ призмата на знаењата и талентот. Во нашата програма, која што ќе ја реализирам, активности за лицата со попреченост кои се предвидени ќе бидат пристапни рампи, пристапни веб страници на институциите, пристапни спортски сали, звучни семафори на клучните крстослици во градот, тактилни патеки за лицата со оштетен вид. Организација на училишни спортски лиги и надпревари меѓу училиштата, спортски програми за лица со попреченост и поддршка за параспортски клубови, афирмација на спортот во рурални средини, реконструкција на градскиот стадион, се само дел од проектите во областа на спортот, предвидени во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата за предстојните локални избори. Нашата програма предвидува организација на училишни спортски лиги и надпревари меѓу училиштата. Проектот Кумановски шампиони е проект со кој ќе започне формирање на училишни општински спортски лиги за основни и средни училишта во Куманово. Општината ќе ги обезбеди сите потребни материјални и логистички средства за оваа лига. Заедно со професорите по физичко и здравствено образование
Ќе ги мотивираме и искалиме новите шампиони. Секако, предвидена и мотивација, годишна награда најспортско училиште на општина Куманово. Најавуваме спортски програми за лица со попреченост и поддршка за параспортски клубови, спортски кампањи, семинари за здрав живот, програми за антистрес и анксиозност, афирмација на спортот во рурални средини, мобилни спортски програми и донација на опрема во помали населени места. Како еден од поголемите капитални проекти од програмата е реконструкција на градски стадион со изградба на трибини за 8.000 гледачи, подобрување на спортската инфраструктура и пратечки објекти. Целта е да се создаде модерен спортски центар што ќе ги поттикне спортските активности и развој на локалната заедница.